Секојдневните проблеми и предизвици се најголемата инспирација на младите за ораторски говори. Синоќа се одржа ораторска вечер на УГД, каде студентите гласно говореа за она што директно ги засега нив и нивната иднина. За вработувањето на младите во Македонија, колку е тешко младите кои што се образовани и интелектуални да се вработат во Македонија и колку млади ни заминуваат во странство со цел да ги остварат своите сонови, бидејќи во нашава држава не може да најдат вработување. Привилегија имаат оние кои што имаат партиска книшка. Дел од говорите беа посветени на говорот на омраза и дискриминацијата. Мојот говор се базира на тема говор на омраза и антидискриминација во Република Македонија. Ова право ни представува развој на неприкосновеност и независноста на секоја човечка индивидуа во Република Македонија. Ова право ни представува развој на неприкосновеност и независноста на првенствено како човекот, а потоа и да се бориме против сите видови форми на говор на омраза. Но и за економските проблеми кои со години се провлекуваат како јавна тајна, особено во текстилниот сектор. Правата на текстилните работнички кои секојдневно се прекршуваат на сите можни начини. Исто така говорам за тоа дека синдикатите не помагаат во заштитувањето на правата на текстилните работнички. Трудовата инспекција исто така не е ажурна последниве години и мижи пред полните џебови на приватниците. Годинава интересот за учество од студентите е рекорден. Младите студенти се повеќе и повеќе се заинтересирани за учество на една ваква манифестација и она што не радува е повторно шареноликоста на кандидатите, односно имаме оратори од сите факултети на Универзитет Гоце Делчев, не само меѓу правниците. Инаку Универзитетот Гоце Делчев ораторска вечер организира 7 година поред.